По 12 пат во Прилеп започна семинарот за народни песни и инструменти кој се одржува во состав на фестивалот Пеце Атанасовски, чие 48 издание треба да започне вечерта во петок на камената бина на плоштадот Александрија. На овој семинар учествуваат десетина млади од повеќе краеви од Македонија, кои оваа година ги изучуваат македонските песни од Овчеполието. Младите велат дека се дел од овој настан затоа што сакаат да научат повеќе за нашиот фолклор. Потенцираат дека има интерес кај нивните врсници да се продолжи да се изучува нашата традиција. Тоа едноставно треба да се почувствува внатре во себе и кога ќе се примети дека во денешно време више почнува да изумира народната традиција, ние правиме се што можеме во наша моќ да сочуваме во што по архаична форма што била. Тамбура свирам, почнав да свирам во прва година средно и првин почнав сам да свирам, па подоцна професорите што ми предаваа би помогнаа за да се надоградам во тоа што го сакам, што ме привлекува. Исто така свирам и виолина од таму второ одделение, ама се пронадав повеќе во овој инструмент. Има и кај повеќе млади имам приметено дека како созреваат и дознаваат што сакаат да прават понатака, има многу интерес и за не само за овој инструмент, општо и за другите изворни инструменти. Кемането започнав да го изучувам, односно го изучувам веќе 7 години и иницијатор за јас да го изучувам е професорката Родна Величковска, каде што еднаш се спремавме за да дојдеме да настапиме на фестивалот во Долнини Пеце Атанасовски и таа му предложи на нашиот раководител јас да изучувам кемане. Дел од учесниците на семинарот, освен што свират на народните инструменти, истите и ги изработуваат. Изработувам исто народни инструменти, тамбура, чемане, гајда. Ги изработувам од љубов бидејќи исто така и свирам на нив. Па откако почнавме да одам во фолклорни групи, таму имаше постари инструменталисти кои свирија на тие инструменти и љубовта кон тие инструменти добив желба за да ги изработувам. Кај нас има исто така и добри мајстори кои ги изработуваат народните инструменти и со помош на нив почнав да ги изработувам и истите инструменти. Професорите кои што предаваат на семинарот велат дека целта била младите да се воведат подлабоко во тајните на традиционалната музика, вокалното пеење и инструментите. Сите семинаристи веќе добро ги познавале инструментите со кои што свиреле, што било предност за нивна уште поголема надоградба. Знаеме дека се помалку и инструментите и пеењето можеме да ги сретнеме во нивната изворна форма, во нивната реална околина, во оние услови кога се пеело и свирело во минатото. Меѓутоа, ова институционална форма на пренесување е сепак еден голем чекор за нас како држава и како нација да се зачуваат, да се пренесуваат и во иднина можеби во некоја поразлична форма, можеби и музички надоградени соодветно на современите услови во кои се наоѓаме, во кои живееме и со кои живееме, меѓутоа сепак и јас лично се трудам и тој овие колеги зад мене, идни мои млади колеги, мислам дека се искрени љубители на она старото, архаичното, традиционалното. Досега овие изминати години тоа беше преку едукативни видео презентации кои што се објавуваа на различни портали и линкови. Оваа година имаме повторно со семинаристите, секако во мал број, десетина семинаристи, меѓутоа добро потковани, сите едуцирани во овој правец, кои што сакаат да го негуваат и да го продолжат на традиционално свирење и пеење. Имаме и доста планови за наредните години. Секако пред нас е и јубилеот 50 годишнина од фестивалот. Сакаме да биде малку поголем број и со семинаристи и на повисок ниво едукација е слично. Предавачите велат дека секоја година бројот на учесници се зголемувал, што им представувало особено големо задоволство. А целта била во иднина, тука додаѓаат и гости од странство кои сакаат да го изучуваат македонскиот фолклор. Морам да кажам дека
работиме со доста талентирани и млади учесници на семинарот и секоја година бројката се зголемува. Знаеме дека претходните 2 години имавме поинаква форма, сега веќе се надоградуваме и продолжуваме да работиме со поголем број на учесници и на крајот како цел ќе биде тоа што ќе го научат во овие неколку денови на семинарот да го презентираат на отварањето на првата фестивалска вечер на фестивалот за традиционални инструменти и песни Пеци Атанасовски и морам да кажам дека ова е семинар еден од малкуте во Македонија кој што се организира нели по 12 пат за традиционални инструменти и песни и ќе се потрудиме следната година да имаме многу повеќе учесници, многу повеќе семинаристи со тоа што би сакале да имаме и од странство за да можат да ја изучуваат нашата традиционална македонска музика. Инаку 350 пријавени мина. Комисијата селектирала 300, кои што ќе бидат дел од годинешното издание на фестивалот. За двата фестивалски денови се ветува доста богата програма, фолклорни групи, свирачи, како и представување на одредени народни обреди. Важно годинава успеавме да воспоставиме контакти со одредени групи од странство. Се пријавија групи од Србија, имаме една група која ќе ни дојде на фестивалот од Србија. Се пријавија групи од Бугарија и од Грција, но за жал нешто во последно време ни откажа, не знам, знаете како е, протоколи некои кои мораше да се спроведат. Тоа е битно, значи ќе имаме годинава и странски учесници. А за симпозиумот, значи годинава имаме, значи ќе се одржи во петок во 11 часот на кој учество ќе земат еминентни истражувачи, професори во Институтот за фолклор и голем дел помлади истражувачи кои се веќе докторанти во Институтот за фолклор. И тие се активни сите овие 4 години, но зборникот овој што сега го подготвуваме, значи се надеваме дека до петок ќе излезе. Ќе настапуваат 11 учесници со различни теми од фолклорот, од музичкиот фолклор, од фолклористиката, од етнологијата и секако ќе биде тоа интересно да се посети и да се види. Симпозиумот од отворен карактер, може да го посетат и граѓаните кои сакат да дојдат да слушаат. Фестивалот ќе се одржува 2 дена, првиот ден во петок на Камената бина во Прилеп, а вториот ден во сабота во Долнени кај местноста Рудина.